Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено и како што веќе знаете, во овој период од годината оваа емисија е посветена на промоција на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, да ги запознаеме нашите, се надевам, идни студенти со се она што им се нуди ним тука на Укло, да можат полесно да го направат својот избор. Денеска го представуваме правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга, наша гостинка професор доктор Светлана Велјановска, деканка на правниот факултет. Добар ден и добре дојдовте во програмата на Укло ФМ Битола. Добар ден и задоволство ми е што еве и денес сум гостин на вашата програма и сметам дека радиото на Укло е вистинското место каде ние како факултети треба да ги промовираме своите студентски програми, но и се она што е актуелно во нашето студентско живење и работење. Правниот факултет е факултет со традиција во Битола. Корените се многу одамна, меѓутоа имаше една пауза, па повторно се почна со работа како правен факултет, нели тука на Укло. По 2 години ќе правите 20 години од формирањето, ново формирањето, ако можем така да речем. Да, новиот правен факултет Кичево, основан е во Кичево, со седиште во Кичево и со дисперзирани студии во Битола и во Струга, влече корени, како што кажавте, уште од минатиот век, меѓутоа ново обновениот од 2008 година започна да функционира во трите градови паралелно и веќе 2028 година би требало да прославиме 20 години од нашето постоење. Не е некој голем период, но е сосема доволен период каде што можеме да направиме една ретроспектива и да се вратиме на сите тие изминати години, да видиме што сме постигнале, колку наши студенти поминале низ клупите на правниот факултет во трите градови и какви се ефекти има општеството и општественото живење од нашите студенти. Среќна сум да кажам дека последниве неколку месеци интензивно работиме на прибирање на нашите алумни и верувајте, имаме навистина солидна база на алумни, на наши дипломирани студенти кои што веќе ги имаме буквално во сите судови во Југозападна Македонија, во сите обвинителства, за адвокатите да не зборувам. Наши студенти имаме во извршителските, во нотарските канцеларии, имаме и нотари наши, во фирмите, правници, значи буквално не има на сите места каде што е потребна правната професија и тоа е навистина големо задоволство за мене како декан во моментов, но и како професор во изминатите години, бидејќи на факултетот сум од самите почетоци, да констатирам дека наши студенти има насекаде, од локалните самоуправи, од приватните фирми, од институциите во сферата на судството, секаде онаму каде што има потреба од правна професија. Правните науки, би рекли, од секогаш се интересни за младите. Да, правото е една струка која што мислам дека никогаш нема да изгуби од популарност. Знаете дека кога станува збор за општественото живење, правниците се нешто што е неопходно. И тоа е според мене една професија, една струка која што нуди и самовработување и вработување во институциите. Ако го имате навистина таков еден избор да бирате дали ќе работите сами, самите ќе си го креирате вашето работно време, бројот на клиенти и се она што ви носи на крај на денот и економска заработка, или пак ќе сакате да работите во некоја државна, локална или приватна институција и приватна фирма, тогаш едноставно правото е вистинската професија каде што може да се пронајде секој оној кој што сака да го следи актуелното законодавство, кој што сака се она што е најактуелно во секојдневното живење, да го примени во секојдневието. Мислам дека таквите луѓе може да се најдат во правото како професија. Но ова е професија во која што нема застанување од учење и од следење на се она што се случува. Точно така. Значи правото е професија која што бара доживотна едукација. Без разлика дали сте завршиле 180 кредити, какви што имавме пред неколку години, 240 кредити, значи сте станале дипломиран правник,
сте завршиле 300 кредити, односно сте заинтересирани за полагање на правосуден испит или пак може би сте на докторските студии на правниот факултет, учењето е нешто што е ваше секојдневие. Затоа што правото е професија која што бара секојдневно следење на законските измени, а не знам дали тоа е добро или лошо, во нашата држава многу често се менуваат законите, така да во тој дел мора да се следат активно сите тие законски измени, а и во сите други сфери, значи каде што правниците функционираат. Не можете да речете јас ја постигнав својата максима, јас го постигнав својот максимум и дека повеќе нема што да се надградува. Во правото секогаш има што да се совлада повеќе. Но и вие како професори морате постојано да следите. Ние сме на вистина ангажирани на тоа поле максимално колку што е можно повеќе. Знаете дека на правниот факултет покрај доктори на правни науки, значи професори доктори на правни науки, предаваат и професори од други бранши, бидејќи сепак станува збор за општествена струка, значи треба нашите студенти покрај стручноста да имаат и општа култура, значи да ги познаваат општествените движења. Затоа имаме и економски предмети на нашиот факултет, социолошки, политолошки предмети од јавната администрација, информатичките науки се исто така застапени, јазиците. Мислам дека не пропуштив некој од колегите да не ми се налути, но во секој случај нашата задача како наставници е да бидеме исто така во тек со сите законски измени што се случуваат во областа која што ја покриваме. Нормално секој од нас си ја познава, си ја владее материјата и постојано се надградува. Тука се нашите конференции на кои што тековно учествуваме, на сите оние пишување на литератури, се она што на некој начин од наша страна се бара да бидеме максимално ангажирани во нашата надградба, за да може после тоа да го споделиме со нашите студенти, за тие да добијат најдобра можна едукација. Деканке, вие сте еден од реткиот факултет, мислам, правниот факултет, кој што се уште ги задржува дисперзираните студии. Седиштето е во Кичево, дисперзирани студии во Битола и во Струга. Да, тема на дискусија при измените на Законот за високо образование беше и тоа дека нема потреба повеќе да постојат дисперзирани студии на некои од факултетите во државата. Меѓутоа, за среќа, ние сме еден од ретките факултети кои што во делот на дисперзираните студии можеме да речеме дека сме успешна приказна. Нашите студии и во Битола и во Струга се навистина привлечни за студентите од конкретните региони. Верувам дека и вие знаете дека овде во Битола најмногу се запишуваат студенти од регионот на Прилеп, Битола, Ресен, значи тие најчесто гравитираат тука, да, Крушево, Демирхисар. Во Струга гравитираат студентите од Струга, од Охрид, од Дебар, значи од тој регион, и буквално квотите кои што ги бараме од Министерството за образование се исполнуваат, што се вели, скоро до максимум, барем оние државните. Секогаш знаете дека приватните квоти се малку помалку пополнети, но во секој случај верувам дека оправданоста на нашиот факултет да постои и во седиштето и на дисперзираните студии оправдана, и токму тие причини на последната дебата, трибина која што имавме со Министерката за образование токму овде во Битола, таа едноставно кажа дека нема да има никакви измени во функционирањето на правниот факултет, односно ќе функционира во рамките какви што и сега и досега ги имавме, бидејќи ги исполнува сите услови за тоа. Имаме просторни можности, имаме и кадровски можности, значи едноставно имаме и студенти, што значи дека тоа се трите услови кои што треба да бидат исполнети за во трите градови успешно да функционира. Добро, се, ако веќе зборуваме и за таа дебата што беше организирана тука во Битола со Министерката за образование и наука, а врзано за правниот факултет, кажа дека се намалува бројот на правни факултети во државата, меѓутоа остануваат државните, да речеме државни, мислам на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на Свети Кирил и Методи во Скопје. Токму така, тоа е уште една придобивка на новиот закон за високо образование, која што би сакала да ја пофалам и да ја поддржам. Ја поддржавме и на самата дебата, ја поддржавме и на другите јавни дискусии кои што ги имавме и на средбите со министерката и стручните служби. Зошто го велам тоа? Затоа што правото во новиот закон е регулирано како една професија која што е регулирана и која што може да ја има само на државните универзитети. Зошто е тоа важно? Затоа што
правниот факултет заедно со архитектура ми се чини со медицинските, ветеринарните студии, значи педагошките исто така. Значи тоа се 4-5 факултети кои што треба да бидат навистина унифицирани на територијата на целата држава, а знаеме дека приватните универзитети не располагаат ниту со кадровски можности, ниту па со доволен број на студенти за да можат да ги остварат тие предпоставените, да речеме, критериуми кои што во наредниот период ќе бидат презентирани. Значи, нашиот правен факултет, правниот факултет на Јустинијан, понатаму Штипскиот, на Тетовскиот и на Мајка Тереза ќе бидат единствените правни факултети на територијата на нашата држава кои што верувам од наредната академска година ќе запишуваат правници. Факт е дека сме кадровски обезбедени, значи имаме наставници, во моментов 24 наставници се на нашиот факултет, имаме мал проблем со асистентите, значи немаме согласности за вработување на асистенти. Тоа мислам дека е општ проблем на сите факултети. Да, не е само кај нас, меѓутоа мислам дека тука треба Министерството малку повеќе да се ангажира во тој дел, бидејќи релативно сме млади, се уште не сме за заминување во пензија, меѓутоа ќе дојде временски период кога дел од наставниците кои што веќе имаат 50 згора години ќе треба да размислуваат и за пензионирање, но треба ние да оставиме наши наследници, значи треба да ги обучиме асистентите да бидат добри наставници, но верувам дека тоа го има во предвид Министерството. Веќе во комуникација со, знаете дека ние комуницираме со колеги од приватните универзитети, од нивна страна се најавува дека нивните студенти, без разлика што веќе се кајни во некоја напредна фаза на студирање, можеби ќе побарат и да уште од сега да се префрлаат на државните правни факултети, и мислам дека во наредниот период тој тренд на зголемување на бројот на студенти на правните факултети на државните универзитети ќе биде навистина очигледен, на штета се разбира на приватните правни факултети. Но зборувајќи за правниот факултет Кичево со диспензирани студии во Битола и во Кичево, сметам дека и Струга, се извинувам, нема да има проблем во однос на тоа да ги приберат сите оние кои што од приватните факултети ќе сакаат да се префрлат тука. Да, просторни капацитети имаме, технички капацитети имаме, сега тука имаме една ситуација, бидејќи во минатото не дека немало флуктуација на студенти од приватните универзитети кај нас, бидејќи дел од нив се на пример 3 годишни. Сега нормално студентите сакаат да добијат звање дипломиран правник, значи да завршат 4 годишни студии, па доаѓале од приватните факултети кај нас. Тука, нели знаете, имаме признавање на испити, усогласување со студиските програми, па неретко се случувало наместо со 180 кредити кај нас да се врати во во четврт семестар, значи неколку семестри наназад да се дополагаат тие испити, но ние тоа им го кажуваме кога доаѓа студентите дека не може по автоматизам веднаш да се префрлат во четврта година, односно во седми семестар, туку треба да извршиме вреднување на нивното дотогаш постигнато знаење и да го согласиме со нашите студиски програми, и тоа е прифатено во досегашниот период, така да сметам дека тоа ќе биде прифатливо и во наредниот период. Да, би рекле дека тоа се некои тековни работи кои што и досега сте ги имале и дека без проблеми да речеме ќе се решаваат ситуациите. Тоа си функционира непречено сите години наназад и мислам дека и сега нема да има никакви проблеми. Во ред ќе направиме сега една музичка пауза, а потоа ќе проговориме за она што како студиски програм ги нудите за прв, втори, трет циклус студии. Почитувани слушатели, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто
како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион. А сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега на све сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега на све сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако, јако. Јавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Ве потсетувам ја следите емисијата за Универзитетот отворено. Денешна наша гостинка професор доктор Светлана Велјановска, деканка на Правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга. Деканке, рековме дека сега во овој дел од разговорот ќе проговориме малку повеќе за студиите кои што им ги нудите на сите заинтересирани за прв, втори, трет ciklus студии. Веднаш да кажеме дека имате една новина која што сакаме малку повеќе да ја актуализираме. Да, значи првиот ciklus студии останува и понатаму во истите рамки, значи правните студии ни се носечките, таму се запишува најголем број студенти, кај нас е 4 годишни студии, што значи дека со завршувањето на додипломските студии се добива титулата дипломиран правник, 240 кредити и буквално можете веднаш да влезете во на пазарот на трудот, односно да институциите и фирмите да добијат квалитетни правници кои што го имаат заокружено своето факултетско образование. На прв ciklus исто така имаме и политички науки и дипломатија. Тој факултет ни е помалку посетен, помал е интересот, но во секој случај сметам дека за студентите кои што сакаат да имаат малку поширок делокруг на работење, оние кои што не сакаат да бидат стрикно правници, туку сакаат да се занимаваат и со политологијата како наука, дипломатијата, мислам дека се пронаоѓаат на овој факултет. Имаме и тука студенти, но кажам во помал број. Да, а оно што го споменавте за вториот ciklus, значи ние сме, ми се чини, еден од ретките факултети на нашиот универзитет кој има 5 студиски програми на втор ciklus. Тоа е навистина една сериозна бројка на студиски програми каде што може да се пронајдат и нашите правници, значи, но и студенти од други сродни факултети, пред се нормално од општествените науки. Тие се оние кои што гравитираат на правниот факултет. Зошто го велам ова? Досегашните наши насоки, значи казнено право, криминологија, административно право, човекови права и демократија и бизнис право, кои што ги имаме фундирани се веќе долги години наназад. Постојат, има сериозен интерес за студирање на нив. Секоја година ми се чини 30-40 студенти се запишуваат. Нормално, знаете, во зависност од годината, од генерациите што завршуваат. Тука имаме сериозен интерес и уште годинава веќе добивме решение за акредитација. Пред 3 недели ми се чини беа комисијата за утврдување на условите за работа.
добивме позитивна оценка од нивна страна и од секој момент го очекуваме решението за почеток со работа, што значи дека веќе од 1 октомври ќе започне и наставата на новата студиска програма Право на нови технологии. Зошто сакам ова да го потенцирам? Затоа што во сферата на информатиката, во сферата на комуникологијата, во сферата кога буквално технологијата ни е секаде во секојдневното живење и ние правниците сакали или не мора да се прилагодиме. Машината за пишување повеќе никој не ја користи, а компјутерите знаете колку се добри, толку се и тешки за некои од нас од општествената струка. Можеби за информатичарите се многу лесна алатка, меѓутоа за нас се случува буквално некогаш да се блокираме и да не можеме да функционираме во тој дел, но свесни сме дека мора да се насочиме и во тој дел. Сега, што значи право на нови технологии? Што нудиме во тој студиум, во таа студиска програма? Тука имаме дел задолжителни предмети, но и дел изборни предмети, каде што буквално може да се пронајде дипломиран студент на било кој, не само од општествените, туку и од техничките науки. Го споменав инженерството, меѓутоа ќе споменам и, например, фейсбуците или сите тие фейсбук профили кои што ги имаме сите. Во еден момент нели завршува животот на корисникот на фейсбук страната. Значи, на оваа програма ќе се обидеме да ги оспособиме нашите студенти што понатаму со таквиот профил, на кој начин ќе се зачуваат тие авторски права. Знаете, сите постираме фотографии, постови, што е да е друго. Тоа е наследство за некого. Како ќе се располага тоа наследство? Значи, во моментов во наследно право учиме како ќе се располага со движниот и недвижниот имот. Меѓутоа, ова е специфична категорија, не е нешто што било предвидено со законот за наследување. Или авторските и сродните права. Значи, кој се може да искористи од вашиот пост и на каков начин може да го сподели тоа. Значи, луѓето не се свесни, копираат и представаат на своите профили некои работи за кои што немаат платено да ги користат таквите информации. Значи, ќе се обидеме на таков начин да ги оспособиме нашите студенти да можат понатаму да се шири тоа знаење, едноставно да знаат како понатаму да се постапува со таа нова информацијска технологија и мислам дека ќе има солиден интерес тука пред се на студенти можеби од факултетот за информатички науки, од техничките факултети, економските факултети, значи факултети кои што досега можеби немаа предизвик да дојдат на постдипломски направен факултет, сега можеби ќе најдат интерес токму на оваа наша студиска програма. Ајде кажете ми, ова е прва ваква студиска програма во Македонија? Да, единствена студиска програма е во нашата држава, досега нема, барем разговаравме со колеги од правните факултети, никаде нема ваква студиска програма, техничките нема затоа што немаат правници на располагање, па не можат. Значи тука имаме идеална комбинација на правници и на луѓе од други бранши кои што ќе се обидат да ги обединат на едно место информатичките науки и правото и да го исцрпат најдоброто од нив. Тука имаме во студиската програма ангажирано и колеги од ФИКТ, значи затоа што сепак и нивното знаење ни е потребно. Значи тоа е на некој начин една комбинирана програма која што мислам дека успешно ќе функционира. Кажете ми и ова сега, колку е легислативата во Македонија подготвена да се справи со новите технологии? Имаме ли нешто во тој дел? Би требало да имаме. Има регулирано. Овие работи се регулирани, меѓутоа не се доближени толку до студентите, односно до пошироките маси. Разбирате, сепак станува збор за материја која што некако ја сваќаме здраво за готово. Мислиме дека ако се логираме на некоја страница и дека ги уживаме сите права. Меѓутоа треба да сватиме дека не е така и дека треба да ги читаме тие пораки со мали букви што верувам дека многу мал број ги читаат, нели на времето договорите во банките и со телефонските оператори беа проблематични. Со најситните. Ај не прочитав, ама со мали букви беше напишано и на интернет страниците има такви мали букви кои што многу ретко се читаат, а треба да се читаат и мислам дека ќе ги научиме полека луѓето да ги читаат и тие маргинализирани странички кои што се многу важни. Добро, тоа беше за втор циклус студии, а на трет циклус докторски студии? Докторските студии, верувајте, сме многу задоволни од нив, затоа што 3 студиски програми имаме, тие се веќе реакредитирани по неколку пати, некои од нив интересот е навистина сериозен и од домашни и од странски студенти, значи имаме студенти и од соседството, но и од подалеку, од држави кои што не се на Балканот, што значи дека веќе се препознаени.
како квалитетни и се во делот и на меѓународното, и на казненото, и на административното право. Моите колеги професорите на правниот факултет имаат во најголем дел и акредитации да бидат ментори на втори и на трети циклус, значи во тој дел сме исто така едни од подобрите факултети во рамките на УКЛО, каде што имаме солиден фонд на ментори. Знаете дека законот ограничува максимум од 3 студенти на еден ментор, но досега успеваме секоја година да запишеме и по неколку нови студенти на докторски студии, онака како што се ослободуваат нормално менторите, но интересот е сериозен и мислам дека и така ќе продолжиме во натамошниот период. Поред тука ќе го заокружиме и овој дел од разговорот, па ќе го привршуваме ово издание на емисијата со Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Ќе ги замолам нашите слушатели да останат и понатаму со нас. Nemoj da me gledaš, nemoj oči da mi baraš, za tebe me nema. Ja si ti sme bolka stara, o dobro da ne znam kada i со кој си сега и од овде бегам. Кога веќе не ти требам, казна е и со тебе, но и без тебе. И овој живот мој не е бајка бела, штом те има, па те немам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Не сакам да слушнам, ниту збор да знам за тебе, ќе смирам душа. Ако бидам сам со себе, нема пат за назад, нема веќе да сме цели, што и да ми кажат. Кога некој трет не дели, казна е и со тебе, но и без тебе. И овој живот мој не е бајка бела, штом те имав, па те немам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Декан Кевелјановска, во овој завршен дел од емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, јас би сакала малку повеќе да проговориме за она што би рекла е паралелен дел од вашата работа како професори, но и за она што студентите го работат. Како професори, освен наставата што ја држите со вашите, да речам, млади колеги, студенти, задолжени сте или работите на разни проекти, изработка на научни, на стручни трудови, кои што, нели, из новиот закон за високо образование тоа го налага, ќе треба да бидат и во поголем број. Да, тој дел е навистина зазема сериозно
време од нашето работно време, бидејќи ние сме наставна, но и научна институција. Значи не наставата не е примерна во секој случај, но и науката не смеме, а и верувајте не сме ја ни запоставиле и во досегашниот период. Го споменавте новиот закон за високо образование. Исто и тука, значи би сакала да го кажам своето мислење во тој дел. Не се согласувам со мислењето дека премалку се работи од страна на наставниците. Зошто? Затоа што сите ние сме подложни на избор. Знаете дека 5 години трае мандатот на доцент, на вонреден, на сега еве со новиот закон има и повторен избор за редовен професор. Меѓутоа, за да стигнеш од едно до друго звање, сепак треба во тој временски период да се постигне определен квантум на научни трудови. Треба да се издаде учебник, треба да се издаде прирачник, значи треба да се задоволат сите тие критериуми за воопшто да почнеме да размислуваме дека можеме да преминеме во следното звање. Рецензентните комисии се максимално сериозни во тој дел и тие не си дозволуваат како да речам импровизации. Значи секој колега, еве и кога ги читаме во билтенот извештаите, рефератите за избор на било кој колега, не само на правниот факултет и на другите факултети на нашиот универзитет, гледате дека ако минимумот е, например, 10 труда, сите има 30 и повеќе трудови пишано во тој 5 годишен период. Значи, тие критериуми максимално се испочитувани од наша страна и верувам дека и понатаму тоа така ќе биде, бидејќи го споменавме пак новиот закон, таму и за акредитација на студиските програми потребно е сите наставници да имаат одреден свој опус, истражувачки опус. Дали учество на конференции, дали своји научни трудови, дали учество на тркалезни маси, учебници, прирачници, значи се она што понатаму им користи на нивните студенти во нивното работење, но и на другите наши колеги. Знаете дека и цитираноста беше тема на дискусија во новиот закон, па ете за среќа малку тука се изменија тие работи. Тој оправдано би рекле. Верувајте, значи ако јас можам да контролирам колку трудови ќе објавам во текот на годината, не можам никого да натерам да ме цитира или па да премногу ме цитирал или не знам премалку. Значи тие работи не се според мене и посебно кога се работи за општествените науки, сепак точно така. Одредени ограничувања, ве би рекли. Техничките науки се друго. Таму се поинакви начините на функционирање, меѓутоа еве конкретно, на пример, јас сум одделот на меѓународното право, па можеби немам толкави проблеми бидејќи моите трудови се цитираат во тој дел во меѓународното право. Меѓутоа казненото право е локално право, македонско право. И сега, колку што ние ги цитираме германското или не знам руското или американското казнено право, толку и тие нас не цитираат така, значи колегите во тој дел се хендикепирани. Граѓанското право исто така. Значи имаме некои моменти кои што беа тема на дискусија и среќна сум што се прифатија, значи тие забелешки што нема да бидат вградени во новиот закон, но во секој случај ние сме наставници, но сме и научници. Значи стојам за тоа дека треба да креираме како факултети научни конференции, ние тука сме сериозно успешни, значи веќе 8 поред, традиционална е нашата научна конференција која што организираме секоја година, се обидуваме да привлечеме голем број на учесници и од нашата држава, но и од странство, за панелисти, каниме видни имиња од одредени категории, значи во зависност од сферата што ни е на конкретната конференција, но во секој случај успешно мислам дека во сите овие досегашни 7 изданија, па и годинашното 8 веќе започна повикот и е сериозен одзивот на колеги кои што сакаат да учествуваат на конференцијата. Така, ќе биде во октомври 2026, така? Да. Интересна тема повторно одбрате врзано со технологијата, вештачката интелигенција. Се обидуваме секогаш темите, топиците на нашите конференции да бидат што е можно пошироки, за да може секој да си се пронајде. Знаете, ние како правен факултет сите сме поделени по области. Сега ако ограничиме, например, не знам, само вештачката интелигенција во кривичното право или во граѓанското, ќе се најдат повредени колегите од другите категории. Се обидуваме, значи, да сме максимално широки за да можеме, па и затоа има и повеќе панели. Ги организираме, ги групираме во зависност од бројот на пријавени трудови, во зависност од тематската воедначеност, тематската целина да бидат групирани за да може секој да се пронајде, што се вели во тој дел. За нашите докторанти исто така им даваме поволности за да можат да ги исполнат и своите обврски што се вели околу нивното студирање на докторските студии. Мислам дека и оваа година ќе има сериозен интерес во тој дел.
Се морам да кажам дека овој разговор го снимаме сега во јуни, отприлика средина на јуни, за да не се изненадат слушателите кога ќе го слушаат разговорот. Неодамна бевте учесничка и на тркалезна маса во Бугарија. Да, сега се враќам од таа тркалезна маса, таа исто така интересна иницијатива која што произлезе најпрво од нашиот колега, од мојот колега Ангел Шопов од Универзитетот во Пловдив. Таму јас минатата година престојував како предавач во рамките на ЦЕПУС програмата и во дискусија со него и со деканката Дончева се јави некое размислување да формираме една мрежа. Значи, каде што би биле тие, ние и уште неколку други универзитети од Европската унија. Имаме контакти со колегата од Катанија, од Универзитетот во Катанија, исто така од правниот факултет, Гвидо. Тој исто така веднаш ја прифати нашата идеја и всушност ова тркалезна маса која што минатата недела се одржуваше во Пловдив, тие беа првите домаќини, е резултат на тој наш трипартитен договор. Истовремено подпишавме како универзитети, значи Пловдивскиот универзитет, нашиот универзитет и Универзитетот од Катанија трипартитен договор за соработка. Ова е значи прва активност тркалезната маса. Веќе следните активности сега бидејќи е лето, мислам малку ќе одмориме, но верувам дека или на есен или следната пролет веќе ќе имаме следна активност, дали кај нас овде во Македонија или во Италија, во Катанија. Следна активност, дали ќе биде конференција, дали ќе биде нешто друго, се уште не ни е дефинирано што како, но ќе имаме активности и можам да се пофалам дека навистина произлегува сериозни заклучоци од оваа тркалезна маса. И таму темата беше дигитализацијата, значи дигиталниот јас, односно правото и современата дигитална технологија. Се отворија сериозни теми на дискусија, имаше говорниците беа и од делот на меѓународното право, и од делот на казненото, од трговското имаше буквално се она што опфаќаат правните науки, мислам дека и ќе излезе и труд со зборник на трудови, зборник на абстракти и сето тоа мислам дека ќе ефектуира со плодна понатамошна соработка. Веќе на самиот состанок имавме еден договор со колегите да вклучиме и два заинтересирани универзитети, едниот од Германија, едниот од Грција, од Солун, но мислиме дека е добро таа мрежа да има уште 3-4 плюс универзитети за да можеме малку пошироко да ги развиеме нашите соработки во тој дел. Јас би сакала да ги пофалам и вашите студенти сега во оваа прилика и тие како учесници на студентски конференции. Со многу интересни теми, забележителни. Да, нашите студенти, посебно докторантите и магистрантите, верувајте, секаде онаму каде што биле не представуваат на најдостоинствен начин и мислам дека ниту еден настан на уклон не се случува без да бидат правниците најбројни и најзастапени. Тоа нескромно можам да си го кажам и ги пофалувам сите нив. Зошто? Затоа што навистина секаде онаму каде што е потребно нас не има, и во делот на научните конференции, и во делот на студентските конференции, и онаму каде што заеднички соработуваат менторите со нивните докторанти, магистранти, значи секаде правниот факултет е застапен навистина во сериозен број. Еве и вие како медиум знаете, ги покривате тие настани и знаете дека нас не има најмногу и баш се шегува со ректорот треба да ни дадете посебно признание на правниот факултет бидејќи навистина секаде не има каде што треба. Да, токму така, значи на студентската конференција сме застапени во солидна бројка. Сега беа и во рамките на Колорс проектите нашите студенти со колешката Елена Тиловска-Кечери која што ги водеше исчини во Копенхаген беа. Ги има, секаде ќе бидеме домаќини ние како правен факултет со летна школа во септември-октомври некаде, ќе биде Битола град домаќин, исто така новие држави во рамките на Колорс, така? Во рамките на Колорс, да, ќе бидат присутни мисичини од Италија, од не се сеќам точно, меѓутоа 4-5 универзитети ќе бидат присутни кои што веќе во септември-октомври треба ние да им бидеме домаќини, така да не само што гостуваме туку и сме добри домаќини, верувам дека така ќе продолжиме и во наредниот период. И сега останува на крајот да слушнам или да слушнеме што ќе им порачате на младите. Мислам да не се ограничуваме само на сегашните матуранти, туку и на останатите средношколци, кои што можеби 4-та година е веќе и доцна да се размислува каде би продолжиле со високото образование. Треба уште од порано, па еве и од основно, па и средно училиште, на почетоците.
Што ги порачате врзано за правото, за правните науки, за правниот факултет? Обично знаете, месеците март, април се месеци кога ги посетуваме средните училишта во нашата држава и каде што се обидуваме да објасниме зошто е добро да се студира правен факултет и кои се придобивките за секој средношколец што понатаму во текот на неговото високо образование би ги стекнал, доколку нормално биде студент на нашиот факултет. Убаво викате дека можеби не треба да ни е целна група само 4-та година и затоа оваа година се насочивме на пониските години, значи уште од 2-3 година и тоа не на класични презентации како што сме правеле во минатите години, туку се обидуваме да организираме настани на нашиот факултет, ги покануваме средношколците да дојдат да присуствуваат на тие предавања на кои што покануваме еминентни правници, адвокати, нотари, сме имале гости, знаете, мислам, Јус форумот ни е веќе препознатлив на нашиот факултет, каде што гостуваат амбасадори, амбасадори на нашата држава надвор, дипломати странски кои што функционираат во нашата држава, директори на институции поврзани со правото, Академијата за суди и јавни обвинители, од обвинителствата имаме гостувачки предавања, од судовите, значи буквално се обидуваме сите оние правни професии да дојдеме да ги донесеме пред нашите сегашни студенти, но и пред нашите идни студенти, значи сегашните средношколци, да бидат презентирани на едноставен, значи начин кој што ќе и ученик во втора година ќе му привлече да биде влюбен во правото како наука и можеби утре да стане наш студент на правниот факултет. Се разбира, имаме и студенти кои што заокружиле некое свое образование, па сакаат на втор или на трет циклус да станат дел од нашиот правен факултет и за нив сме отворени, се разбира, се обидуваме и на нив да им најдеме нешто што е најсоодветно, сега нормално, затоа имаме и различни студиски програми, ова новата што ја споменав, пред се надеваме дека целна група ќе ни бидат не правници, туку некои други бранши. Исто така човекови права и демократија, и тоа не е една студиска програма која што ја правевме не исклучително за правници, туку за поширока структура, бидејќи сепак тука најчесто еве гледам, барем според студентите кои што се запишуваат, луѓе кои што се вклучени во невладиниот сектор. Тие наоѓаат предизвик во тој дел. Така да имаме можности, сакаме да бидеме достапни за нашите студенти, учествуваме на тие саеми, каде што се представуваме како факултет, имаме покани од регионот, знаете, генерално нашиот универзитет е во Југозападна Македонија, во Охрид бевме на саемот, каде што не поканија, бевме представени со наш штанд на овие од Колорс, што се активностите, исто така сме задолжително присутни, ги презентираме нашите студиски програми, не само студенти, не само средношколци, туку и родители, баби и дедовци доаѓаат, се интересираат, па можеби и понатаму пренесуваат во нивните домови, им кажуваат на своите членови на семејството зошто е добро да бидат правници. Мислам дека сите тие начини се добри, ќе допрете до одредена категорија на граѓани и токму тие причини сметам дека еве веќе неколку години наназад се држиме на една бројка на студенти, стабилна бројка на студенти која што нема да се менува, односно обстојува отприлика во истите бројки. Значи добиваат солидно образование, но исто така и практична работа обезбедена за сите, така да ќе можат теоријата да се ја врзат со правото, уште во средношколските денови. Значи правото како се извинувам, уште не средношколските. Да, разбирам. Уште во додипломските студии, да речем. Токму така, додипломските студии на правниот факултет им овозможуваат и практична работа во рамките и на дел од предметите. Значи секој професор во рамките на својата студиска програма има одреден дел активности кои што се надвор од предавалната, значи не се само екс-катедра предавањата, се обидуваме и со дополнителните активности да ги мотивираме самите студенти, значи да не биде само седете, слушајте и после тоа што сте научиле, туку ги ангажираме и во дополнителни активности, во изработка на есеи, во изработка на семинарски работи, во учество, како што кажавме, на надпревари, сега заврши надпреварот на ОПСЕ, каде што наши студенти беа носители на ниво на Македонија, првото место го доби студентка од нашиот правен факултет за најдобар есеј на тема на ОПСЕ. Тоа се сепак придобивки, тоа се сепак гордо за нас, така како наставници, бидејќи сме направиле такви кадри. Исто така
она задолжителна пракса која што е во период од 30 дена мора да се реализира. Имаме случајно меморандуми за соработка буквално со сите судови, обвинителства, адвокатски комори во регион и тие се отворени за нашите студенти. Буквално бараат човек повеќе да поиде на пракса кај нив и да се стекне со знаење. Би сакала и ова да го истакнам дека веќе и нема невработени квалитетни студенти. Значи, дипломирани студенти на нашиот факултет, квалитетни, со висок просек од 8 па нагоре. Со самото нивно дипломирање на факултетот веќе може да бираат каде ќе се вработат. Адвокатските комори од овој регион имаат отворен повик во секое време и значи во комуникација со нив викаат дајте ни студенти, ни треба за нашите адвокатски канцеларии. Верувајте, веќе на прсти се бројат ако не сакаат да работат, а инаку ако сакаат веднаш можат да најдат ангажман. Во делот на алумните исто така би сакала да истакнам дека иако еве на пример Академијата за суди и јавни обвинители, значи за да се дојде до неа треба да се заврши прв, втор циклус, да се положи правосуден испит, да се заврши академијата, веќе имаме и суди наши студенти, имаме обвинители наши студенти. Не има секаде, верувајте, каде инспектори во инспекцијските служби има наши студенти во целиот овој регион. Веќе сме препознатливи како факултет. Нашите студенти ги бие добар глас и мислам дека тоа е доволна причина да си се пофалиме со она што сме го направиле во изминатите колку веќе 18 години и да веруваме дека уште следните 18 па и 18 години ќе направиме уште подобри правници од овие кои што сега ни доаѓаат. Текан ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и за учеството во програмата на Универзитетското радио UPLO FM Битола и секако ќе ви посакам успешна нова академска 2026-2027 година. Благодарам и јас. Уште еднаш на вистина вашиот сериозен интерес да не представите во тековно што се вели во рамките на сите наши активности. Знам дека и нашите организациони единици, правната клиника и Центарот за научно-истражувачка работа, и ЮСФорумот, и Центарот за професионален развој и соработка ги има на радиобрановите на студентското FM радио, дека и нашето студентско собрание исто така е застапено и благодарност еве од моја страна во име на сите нас и вработените и студентите на правниот факултет за вашата поддршка како дел од една институција. Сметам дека студентското радио е местото каде што на вистина најдобро ќе ги представиме нашите факултети и дека треба да не има постојано на вашите радиобранови. Ви благодарам уште еднаш и за убавите зборови. Кажи дали некога сум те оставил да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови, сама ти, лажеш ти. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина. Не
знам дали можам да ја вратам надежта, оставена, изгубена длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, не сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно, мој. Во мислите твои танцувам јас, силно ме чувствуваш, знам. Вела дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Ти си мој. Каде и да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Каде и да одиш, која и да дојде, до крај на ова време, секогаш ќе останеш мој, само мој. До небо, небо високо, од небо до дно, до небо, небо високо, до дното длабоко и нераскинливо. Ти си само мој. УКЛО ФМ Битола, јуни 2026 година. УКЛО ФМ 90,8. Избери квалитет, избери традиција,
Избери го Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 МГц. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk